Видов, извинете, доколку имаше пред мене некој, слободно ќе му го отстапев местото, ама го почитувам зборот на председателот. Многу пати се случна овде или неколку пати зборот преседан и јас, одговорно тврдам дека ова е собрание на преседани. Самото собрание е преседан заради многу основи. Прво очекував, бидејќи на минатата седница укажав на еден чуден феномен, на феноменот што бара овој закон на Комисија за одбрана и безбедност, да, ми беше одговорено дека правниот основ тоа го дозволува. Очекував во меѓувреме, како во сите пристојни европски држави, каде што државјанството не е безбедносно прашање, одбрамбено прашање, иако после оние повеќе од 200 пасоши на најпознатите криминалци, мислам дека добива димензија на многу важно безбедносно прашање. Ама очекував и Комисијата за политички систем да се вклучи. Да, па не можам преку вас, да. Не знам, комуницирате со председателот и ми пречите. Значи, очекував, извинете вие, очекував Комисијата за политички систем да се вклучи и односи меѓу заедниците, барем како заинтересирано тело. Зошто? Затоа што државјанството е основниот однос меѓу државата како субјект и граѓаните како неизини, односно државјаните, не како неизини поданици, туку како лојални граѓани кои што делат права и обврски. Го нема тоа. Тоа е првото. Нема да ги повторувам членовите што ги кажа колегите, но морам да кажам нешто. Прво, непознат феномен е во било кој европски парламент, а може би и на светско ниво во парламентаризмот, еден закон да влезе во процедура во редовна постапка, а потоа постапката да се трансформира по договор со владата во скратена. Такво нешто нема. Не постои. А овде е редовно. Значи, преседаните се редовни, ненормалното е нормално, нормалното станува исклучок. Второ, непознат феномен е кога имате мислење од влада по закон предложен од пратеници, да нема тука представник на владата. Не само што треба да има представник, туку треба да има еден тон податоци за тоа кои се причините за измена на законот за државјанство. Во која смисла? Во смисла на бројки. Од 91 година до денеска, колку луѓе добиле државјанство по тој основ на повикување, нели, на заедничкиот живот во бивша Југославија, зошто сме имале два пати, 1992 година и 2004 година, измени на законот за државјанство по позната методологија. Во преодни и завршни одредби се кажува дека има случаи за кои се смета дека и покрај исполнувањето на условите не се стекнале со државјанството и треба да го добијат. Но овој закон, ако сте до дофрлање, ако не можете да издржите заради детска љубопитност, повелете. Не е ова материјална расправа. Не. Врзано е со процедурата, бидејќи процедурата соодветствува на природата на законот. За да кажам сега, за да го кажам најважното. Процедура е, значи, да има присутен кој што дал мислење. Процедура е. А не пишува само во деловникот. Извинете, пишува дека треба да има представник на владата. Значи, понатаму, да се третира закон за државјанство или за измена на државјанство
дека не е сложен закон е крајно проблематично. Секое прашање за државјанството, можете, ако ги повикавте тие кои требеа да бидат овде, експертите за државјанство, ќе ви објаснеа. Значи, тоа е многу сложено прашање. Британија тоа го третира како најсложено прашање и за тоа го посочува примерот со Ал-Фаед. Значи, замислете, некој кој поседуваше Лејланд, Херодс, не може да добие државјанство, затоа што државата смета дека нема услови за тоа и по 50 години живот во Британија. Значи, овој закон е сложен закон, не престанала важноста на некој друг закон, не се во прашање сложени и обемни, односно не се работи воопшто за усогласување со правото на ЕУ, зашто јас ве уверувам дека ЕУ нема ваква политика, не постои, значи аки комунитер за државјанството, тоа е работа на членките, меѓутоа укажав дека вакви критериуми никаде нема во компаративното право, уставно право, ниту во праксата. Значи, ако ние имавме таков инцидент од невидени размери, да може криминалци да добиваат пасоши, тогаш моето прашање е, ние треба да си ја преиспитаме политиката на доделување државјанства и да ја заостриме. Јас пак мислам дека штом вакви ликови добиле државјанства, колку ли други луѓе добиле државјанства без да ги исполнуваат условите за државјанство, и индицијата ми доаѓа од извештаите на Државниот завод за ревизија. Аргументите под наводници за изводите од матични книги на родени, на венчани, дека апсолутно се во ред, не држат. Не можам да не кажам дека на почетокот требаше. Особено ми е тешко да зборувам за овој закон, заради профилот на луѓето кои го предложија. Потенцирам, имам извонредно мислење за... Не. Зборувам за демократски капацитет и за знаење. Не. Зборувам за профилот врз основа на она што сум го слушала на комисиите и на парламентот. Сиот респект, ве молам, оставете ме. Сиот респект конив, сакам да кажам дека останува без оглед што ќе се случи со овој закон. Тоа тие ќе останат за мене почитувани колешки и колеги. И сакам да кажам дека немам никаков сомнеш во тоа дека кога го предложиле овој закон, дошле до определени сознанија. Зборувам за процедура и сакам да направам разлика помеѓу луѓето кои ги запознав и решенијата кои се предложени овде, од кои некои не можам да ги прифатам. Значи, Почитувана колешки, само да ве потсетам дека имате побарано збор за процедурална забелешка. Да. Јас морам да ве потсетам дека процедура е дека не може да биде законот донесен по скратена постапка. Процедура е дека мора да има овде присутен представник на владата и од Министерството за внатрешни работи посебно, за да видиме ние каква е состојбата по 92, по 2004 година и сега, колку барања има, за кого се работи, зошто не се посега по преодни завршни одредби, туку по измена на основите за стекнување на државјанството. Тоа е процедура. Процедура е исто така дека без нас стручна и јавност не може овде да дискутираме и ја немам намера да ви го губам времето повторувајќи ги членовите кои што беа овде веќе посочени.
И уште нешто околу заседавањето истовремено. Не можеме, ние од преседаните направивме правило. Значи, ако навистина расправата за буџетот е важна, тогаш, извините, веројатно мојот колега не закажал седница, бидејќи денеска е закажана седница за Законот за државјанство на оваа комисија. И ако не би требало да биде закажана. Молам? Не, повелете. Продолжете, имате збор. Не ги мешам работите. Процедурално имате повелете. Значи, затоа што секаде овој закон не оди на Комисија за безбедност, колега, и одбрана, туку оди на други комисии. Најчесто оди на, иначе нема комисии, нема ни министерства во другите држави за политички систем и односи меѓу заедниците. А има така, значи, односи меѓу заедници се дел од политички систем, глупост, не сме го виделе министерот да се појави овде, зошто? Бидејќи нема надлежност. Објаснете ми, сите закони треба да бидат од него представувани овде, кои се однесуваат на политичкиот систем. Ама тој наместо во комисијата доаѓа на Комисијата за односи меѓу заедниците и раскажува концепти за реформи на државата. Значи, очекував двете комисии да заседаваат, па да ја чуеме и колешката која што е квалификувана за оваа област. Мислам дека, значи, без присуство на владата, веднаш требаше да ја прекинете. Без присуство на експерти, веднаш треба да ја одложите, претходно да ги викнете. Без податоци за да знаеме за што се работи, не треба да гласаме за амандмани. Не може по скратена постапка, треба по редовна постапка. Скратената постапка е злоупотреба. Секогаш го барам и секогаш ќе го барам. Запомнете, ќе го барам.